дека секој ден се борите што да сготвите денес, што да направите за вечера, што да стои во вашата тетрадка како резервен рецепт за да нешто брзо подготвите кога ќе ви се најават гости, или со што да се засладите додека гледате некој филм или уживате во семејна атмосфера. Многу често знам да подготвам одредени намази кои ги чувам во теглички во фрижидерот и делувам како супер домакинка кога ќе се најави нека другарка, дека ќе дојде на чаша вино, а јас немам што да принесам пред незе. И тогаш се расправам со различни запечени лебови и различни намази, а 3 од нив ќе ви ги представам во денешната епизода. Намазите се дел и од нашата традиција, ние ги имаме оние прекрасни пинџури, имаме малиџано, значи нашите баби знаеле дека да имаш тегличка во фрижидерот или во шпајзот со одреден намаз представува апсолутно богатство. Јас денеска ќе ги модернизирам тие рецепти, односно ќе го задржам традиционалниот намаз, ама ќе му дадам една различна нота со посовремени намирници. Иако се сите македонски ги имаме во нашите маркети. Сите намирници ги добивме од пакет МК, а за овие 3 рецепти ми се потребни многу едноставни состојки. Секогаш сакам да си го олеснам готвењето, некогаш тоа е комбинирајќи ги начините на подготовка, нешто пржам, нешто печам, нешто варам, нешто сецкам повремено, затоа може би делувам дезорганизирано пред вас, но некогаш тоа е со организирање на намирниците пред да почнам со готвењето. Организирање на намирниците пред да почнете со готвењето ќе ви купи време. Апсолутно нема да барате по фиоките каде се наоѓа нешто што знаете дека го имате во вашиот шпајз, например ким или некој зачин кој ретко го употребувате. Така да заштедете на време во готвењето со тоа што ќе ги наредите намирниците однапред. Јас денеска ќе ви подготвам 3 намази. Едниот е баба гануш. Модерна верзија, средноисточно јадење, но во основа е нашиот мудар патлиџан. Ќе го искористам со танот, кој сметам дека во комбинација се една нова верзија на нашето познато малиџано. Потоа ќе ви подготвам хумус. Хумусот не е традиционален во нашата исхрана, порано нашите родители ги го користеле како грицки леблебиите, а наутот, леблебијата е во основа наут. Сварениот наут е основата за хумусот. И другиот намаз кој ќе ви го понудам денеска е на месна основа и во основа инспирацијата е паштетата. Пилешката паштета. Пилешката паштета се прави од остатоци, многу адитиви. Нашата денеска има неколку едноставни состојки, а главната ќе биде сварени пилешки гради. Нема да пржиме, нема да готвиме, тоа подгответе го однапред. Имам еден испечен мудар домат и сварени пилешки гради, сварен наут. Значи тоа ви се 3 термички обработки кои треба да ги направите пред да го подготвите ова јадење. Апсолутно нити засолувате, ништо не ставате, значи само ги варите пилешките гради, го ставате мудриот домат во рерна да се испече 10 на минути 15, зависно од големината на доматот и наутот. Пара малку повеќе да му се посветите, значи треба да го искиснете во текот на ноќта. Утредента му треба едно 2 до 3 часа да се подготви, или купете конзервиран кој е претходно подготвен, апсолутно идентичен е вкусот. Ќе користиме блендер за да ги подготвиме сите 3 намази. Не знам со кој сакам да почнам, ајде ќе почнам од баба ганушата. Основата ми е печениот мудар домат. Ќе го исечам на половина и само ќе го излупам. Го исекав затоа што ме интересираше како е испечен внатре. Грубо исечете го на половина и ставете го во блендерот. Истото го правим и со останатата половина. Ајде. Оваа страна би сигурно била поблиску до ринглата. Имам една шолја таан. Нашиот класичен македонски таан. Таанот се прави од паста од сусан. Јас ќе употребам една мала шоличка за оваа количина. Од
Од зачини ќе ставам ким, една лажичка немелен ким, значи во зрна. Ќе ставам, не знам дали се сеќавате, подготвивме едно охридско макало, ќе ставам една лажичка од мојата паста со лук. Доколку немате макало, можеби немате, ќе ставите вечешниот лук, бидејќи лукот е исто многу важен елемент на овој намаз, и ќе ставам половина лимон. Кога пастата ќе се направи, додадете сол. И јас имам тука бел бибер на витаминка. Вие употребете таков каков што имате. Ќе ставам неколку вртежи. И ќе ставам малку француски макдонос. Таков ми е пораснат во градината. Употребете и сарамни листови доколку имате. Едно гранче. За да ви даде малку зелена нота. Толку едноставно. Ако добро се подготвите, готвењето на вистина ќе ви бара само неколку минути. Бидејќи баба ганушат е вегетаријански намаз, јас денеска решив да го послужам со стапчиња од морков и од краставица, кои само ќе ги исечам, затоа што сакам да можете, значи да буцнете во баба ганушот и зеленчукот да се ароматизира од прекрасниот намаз. Ако се љубител на лепче, ставете го на лепче. Измиена краставицата не ја лупам, бидејќи ми е поубава кога е со секора. И еден морков. На крај додадете маслиново масло на витаминка. Убаво. За кога ќе го промешате, да се соединат состојките и да имате феноменален оброк начинија. Ова е мојот прв предлог за денес. Вториот рецепт кој сакам денеска да ви го понудам е пате, паштета, намаз, како сакате наречете го, од пилешко месо. За да го подготвам овој намаз, потребни ви се неколку состојки. Имаме пилешки гради, половина чаша бело вино, сенф, лук и младо кромитче, зачинето со лимон. Најпрвен, бидејќи овој намаз некако ми доаѓа на лебна основа, ќе направам мали триаголници, обичен леб, нели? И бидејќи ќе користам рерната, ќе го ставам и овој рустичен леб во рерна да се потпече, само малку, за да можеме да ви служи како основа за да го послужиме намазот. Во рерна
2-3 минути на горната полица да се запечат, малку да се дехидрираат. И ќе продолжиме со пилешкиот намаз. Имам тука 2 парчиња пилешки гради. Ги сварив само со дафинка и одат во блендер. Само кратко ќе ги испулсирам и ќе ги додадам мокрите состојки. Пилешкото е суво и бара да се додаде малку течност. Јас ќе ставам половина чаша бело вино. Следно ќе додадам сенф, 2 лажици, 2 рамни лажици. Имам една китка млад кромит. Ќе ја насечкам. Со зелениот дел. Многу се практични овие блендери, кај што можете во процесот на блендирање да додавате работи. Имам повторно една лажичка макало, лук во основа. Ако немате, додадете 2 чешњи лук. И на крај половина лиман. Ќе го вратам малку она што е по ѕидовите. Она што не го гледате е дека цело време додека готвам, околу мене стои Бони и секогаш кога се вртам, има шанси да сведочите интересно паѓање. На крајот, додека работи блендерот, додадете ладно цедено масло на витамините. Засолете. Мојот втор предлог за денес. Е намаз од пилешко месо. Само за боја, не е дел од рецептот, додадам мелен црвен пипер. И ќе ги проверам моите лепчиња. Да. Веќе се отпечени. Во овој намаз ќе ги ставам интегралните лепчиња, за да може да си намачкате. И така да го пробате овој намаз.
И ова е мојот втор предлог за денес. И третиот рецепт за денес, повторно намаз. Ова емисија ми беше повеќе да ви докажам дека нема потреба секогаш да се оптеретувате со сложени јадења, некогаш може само да измешате работи во блендер, а да ги послужите интересно и да ви заменат оброк и да бидете главна звезда во кујната. Ке го подготвиме хумусот. Хумусот има во основа еден неутрален вкус и јас ќе се обидам денеска да ви презентирам верзија дека вие може да го збогатите вкусот со симки од тиква. Доколку не ви се допаѓа вкусот на симки од тиква, може да ставите сушен вргањ, може да ставите печурки кои ќе ги пропржите, може хумусот може да ги впие сите вкусови кои вие ќе му ги додадете. Меѓутоа, за тоа потребно е да направиме основа. Основата се подготвува многу едноставно. Потребна ви е една чинија варен наут. Толку. Потребни ви се 3 лажици таан, не знам за вас, ама јас таанот го обожавам. Го обожавам во благо, го обожавам во солени јадења. Има еден исклучителен вкус. Половина лимон, една лажичка мелен ким. Јас го ставам, основата е без ким. Јас избрав денеска да го ставам и потребна ви е лук. Бидејќи јас имам макало, ќе употребам повторно макало. 2 чешниња, повторно кажав, заменуваат една лажичка макало. И сето тоа оди на блендирање. Додека блендирате, додавате 4-5 лажици ладно цедено маслиново масло на витаминка. На крајот засолете. 1 прстов сол. Како изгледа нашиот хумус. Ќе ставиме малку симки од тиква, маслиново масло и ќе го послужиме со нашиот запечен селски леп.
Се надевам дека ви се допадна изборот кој го направив денес за вас и ви понудив малку нестандардни рецепти. Да ме гледа баба ми ќе каже дека ова не е готвење. Јас ви уверувам дека е. За да може сето ова вака да изгледа и да биде доближено, да донесено во вашите домови, е благодарение на нашиот генерален спонзор Витаминка. Им благодариме што застанаа за нашата визија и овозможија овој проект да стане реалност. Ние се гледаме веќе во следната епизода на Готвиме со Маја.